Значи, прво, македонски бугари како термин не може да влезе во уставот, затоа што македонски бугари сме фактички македонците. Тоа е она во нивната глава. Втора работа, вие да отворите устав за да вметнете некое малцинство, да, јас не сум тука никаков противник на таква една идеја, меѓутоа, кога вие го газите моето малцинство, ги спомнавме 17-те пресуди, кога на тие луѓе не им е дозволено нити основно образование на нивниот мајчин јазик, иако таму се со векови. Од 1913 година тоа е веќе една шема која што постојано ја работи бугарската политика за обезличување на македонците и нели нивно трансферирање во бугарско национално чувство. Така што вие кога зборувате за правата на вашето малцинство како држава, треба да помислите дека ги газите основните човекови права на луѓе за чија што држава не стои ни за нив. Значи, нашата држава се има откажано од правото, кое што легитимно е на секоја држава, да се грижи за собственото малцинство. И покрај тоа, што матичната држава се откажала од нив, тие пак не се откажуваат од собственото национално чувство. И вие треба да го почитувате тоа. Доколку вие не го почитувате моето национално малцинство, јас зашто би го почитувала? 3000 и кусур се на број. Она што е многу значајно, многу важно, тоа е дека тие манипулираат со некои си цифри 120.000, 150.000, официјалната нивна бројка е 86.000. Најголемиот нивен проблем, неколку пати сум кажала, и овде ќе го кажам, е најголемиот нивен проблем, што тие сватија дека бугарските пасоши се само виза за заминување од Македонија и дека тие нити се чувствуваат бугари, нити ќе бидат бугари, каде и да појдат, тие ќе кажат дека се македонци. Нема да кажат, ние пасошот таму не им го бараат кога ќе се вработат. Така што, ви кажувам, бугарската држава се и чувствува измамена во смисла дека е злоупотребено правото да се добие еден пасош и со тој пасош да се замине во Европа.